Домот на културата Иван Мазов Климе, храм на голем број уметнички души, храм на, што знам, сликарите, останатите уметници, пак и ги спомнам, ајде, играорците, актерите и редица други. Меѓутоа, во последно време најактуелни се актерите. Актерите покажа и докажа дека биле, дека се и дека доправа ќе бидат меѓу актерскиот крем во Македонија. Театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе зеде учество на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Да не сгрешив нешто, директорке? На Драмскиот аматерски фестивал во Кочани во деновите 22 и 23 мај се представивме со театарските представи. На 22 мај беше Не се клади на енглези во режија на Диме Коцевски, а на 23 мај беше детската театарска представа Авантурата на принцезата Лили во режија на Микица Илова. Сега нема да ги кажеме наградите, во намерно да не се истрчаш, меѓутоа колку си задоволна од тоа што го постигна нашите глумци? Јас сум презадоволна од постигнатото на нашите глумци. Тие беа во топ форма, да не речам публиката во Кочани беше презадоволна и од едната и од другата представа. Дали со ова се отвораат вратите за други гостувања, да речеме, ако попушти коронава надвор од границите на нашата држава? Веќе добивме понуди низ неколку градови во Македонија да гостуваме наредната и понаредната недела во Радовиш, Неготино и Ресен, а исто така и надвор од Македонија. Важи за двете представи ова или? Па се надевам, мислам, за Не се клади на енглези веќе е договорено. Тоа ќе го откриеме со наградата за Гран При добиената награда за гостување во Требиње, Босна, а за детската ќе се договориме. Сепак се работи за деца. Токму така. И сепак се уште сме во време на корона. Да, и во време на корона. Благодарам, директорке. Ајде. Детската представа Авантурите на принцезата Лили ја освои првата награда во конкуренција на детски представи. Пак не сгрешив ништо, нели? Да, специјална награда за најдобра детска представа во категоријата за деца и младинци. Сега вака, Драмскиот аматерски фестивал беше на отворено. Така, да. Јас пред малку во разговор со вас актерите, режисерите, баш ми беше чудно, викам, ај овие возрастните и така ќе викнат, ама дечињава, како поминавте? Па, можам да кажам дека прв пат учествуваме на овој фестивал. Дечките не знаат со што ќе се соочат и како тоа би изгледало на отворено. Меѓутоа, мислам дека одлично се снајдоа, одлично публиката ги прими, мислам, представата ја прими. Сите беа пресречни и задоволни. Да, можеби малце беше напорно, затоа што се играше на отворено и затоа што беше, можеби, околу 16 часот беше доста топло. Меѓутоа, публиката беше доста мирна, тивка, значи слушаше, воодушевена беше, затоа што без разлика што е на отворено, сепак мислам дека може да вакви представи можат да мислам да се играат, иако е напорно за глумците, затоа што да, морат да дадат се од себе, морат гласовите способности повеќе да ги нели да бидат појаки и така да мислам дека дечките добро се снајда. Кажи ми, колку атмосферските звуци им пречеа на дечињата? Атмосферските звуци, да, доста пречеа. Можеби да речеме ќе се снајдат, ама не, дечките доста се снајдоа, значи воопшто не им пречеше тоа што да, ни пречеше нас затоа што поминуваат коли, возила, автомобили и дека можеби треба да пречутиш во тој момент кога тоа колите поминуваат, меѓутоа ние имаме искуство тука на еве во Кавадарци на нашиот плоштад. Сме играле и знаеме дека е малце тешко и дека гласот не е како во сала, дека гласот тече на сите страни и дека не можеш да го контролираш. Ама мислам дека дечките се снајдоа. Да, сепак беше напорно, ама успешно беше. Според мене беше успешно. Ја мислам дека заслужува целата екипа на представата Авантурите на принцезата Лили да ги спомниме по име и презиме. Така, да. Главниот јунак, принцезата, која што нели беше потрага на принцот да ја бакне да стане од вештарка во принцеза, тоа е Кристина Јованова.
Принцот е Александар Видиков, кој што успеа да ја бакне на еден начин принцезата. Тука Морам да прашам, имаше ли бел конј? белиот кој го чекавме, но не дојде. На крајот заврши се со среќен крај. Исто така тука е другарката на принцезата, која што ја тешеше во моменти кога таа не можеше да го најде принцот, тоа е Јована Секуловска. Тетката на принцезата Лили е Надица Ангелкова, таа не присуствуваше на надпреварот, ја заменив јас, меѓутоа повторно ќе се врати сега на сцена, тоа беше од оправдани причини. Мајката или кралицата на принцот, која што беше доста интересна како лик, затоа што имаше елементи и од секојдневниот живот, кој што добив коментари дека луѓето се пронаоѓале во нејзиниот лик доста. Тоа е Ана Крстева. И кого не го кажав? Микица Илов. Да, Микица Илов како режисер, јас не учествував во представата овој пат, само реков како замена. И нашиот раскажувач, тоа беше Сијче Трајкова, која што беше задолжена да ја раскаже целата приказна така како што е. Јас сум пресреќна, им благодарам на дечките за нивниот труд, им благодарам затоа што дадоа се од себе напори да ја направат представа таква каква што е, што ја добија наградата и им честитам уште еднаш и се надевам дека повторно ќе направиме уште една така прекрасна детска представа и за возрастни и за деца и понатаму ќе редиме успеси како што треба. За крај само ќе те прашам колку тебе како режисер ти значи една ваква награда? Искрено да кажам дека многу ми значи. Прв пат добивам таква награда, како што кажав, прв пат и учествувам на ваков фестивал. Слушнав дека и голем дел од режисерите, актерите кои што сакаат да се занимаваат со ова дејност, дека фестивалот во Кочани им е како една отскочна даска за да продолжат понатаму да ги шират успесите. Значи, од тука се почнува, па натаму се шири. Така да се надевам дека ќе се отворат картите и за дечките кои што сакаат да се занимаваат со оваа дејност, да бидат актери. Исто и јас, како режисер, пресреќна сум, горда сум, се надевам дека ќе има уште успеси, ќе има уште награди и ништо друго можам само да посакам среќа на сите што сакаат и учествуваат на овој надпревар. И за крај, убава е наградата, меѓутоа кога ќе добиеш вака награда, станува репер и секое следно мора да биде подобро од претходното. Да, јас секогаш тоа го велам и тргнувам од тука. Секогаш сум самокритична и се надевам дека нема тука, значи кога еднаш веќе ќе поставиш некои вредности, граници каде што и сакаш да бидеш уште поуспешен, нормално дека ќе сакаш тие граници да ги изголемуваш и да ги продлабочуваш и дека ќе бараш се уште повеќе и повеќе, ќе копаш подлабоко за да бидеш уште поуспешен. Така да се надевам дека публиката и во Кавадарци и остатокот каде што ќе гостуваме, дека ќе бидат задоволени нивните вкусови, ќе работиме да бидеме поуспешни и да дадеме уште поквалитетни представи. Тоа беше понежниот пол. Сега треба да следува троецот наречен Не се клади на енглези. Тројца актери при театарот, при Домот на културата Иван Мазов Климе. Го гледам Видан Станоев, во знамето Манчестер, не ли бива да го тргнеш од тоа? Не бива. Диме многу че се луте. Мики, наместен си ми на десна. Дима, ама јас за Манчестер, како можеш да изгубиме од Вилјареал? Топка е. Топка е се, што да правиме, тоа е. Видам, замисли, ја му звонам, он вика, жалам. Тагува. Ми звоне Манчестер ке играе, не дири таму. Џабе, пособен па ќе изгуби, па нема, Ја од што беј нервиран за тоа ти задзвонив, не за друго. Знам. И кога ти викам Не се клади на енглези, ти упорно. Трај. Ајде што тргнемо да вија од лево од мене, па после шом со ти јас тебе на десна. Видан Станоев, куртул од него нема. Или ќе го видите у телевизиска представа, или ќе го видите у игровци у Народна носија, или ќе го видите наму мал фудбал како игра, или ќе го видите голем фудбал у Локомотива град. Море честито титула. Фала. Втора лига флеготе, а? Да, влезиме. Малце се кренаме нагоре и со градско. Тиквеш се крена, мораше некој да заземе место од вие дел тука од ваа околина.
Што не кажав вамо, кај ти има се? Професор А професор у средно школо, и... Така не Тоа страфиш неро да го отвориш. Ти рипка од таму. Многу пари ми треба, што да правам? Мора. Ама слушам ги дели со браќата. Овие... Делиме, мора да делиме. Видан Станоев ја доби наградата најдобра машка главна улога. Исправно. Најдобра машка главна улога на драмскиот аматерски театар во Кочани во представа за улогата Негро, во Да. представа не е Бронхи, Негро. Не, негро, Негро. да. Во Не се кладе на енглези. Да. И сега, Најдобро. ти љубоморат ли вие двајцата за награда? Па добро, се спремат нешто ми мисли. Мада и нешто се шушкат, некои палки вртат нешто, не знам што е работа, ама ќе видиме за вие деновиче се знае. Слушај, Не се кладе на енглези, стриктно се однесува на фудбал, меѓутоа палки може сега, ка нема фудбал, на бейсбол да завртите. Па тоа е лошо, кај нас у Македонија сите имат бейсбол палки, а бейсбол никој не играе. Мене од тоа ме страх. Кажа Микица дека беше тешко за дечињата. Ви беше ли вам тешко да цркате, да викате на отворено? Па тешко е, не дека е лесно, мада веќе имаме искуство со тие представи на отворено, знаеме што не чека. Затоа што уште... Да, бе, знаете, да поминеше некој Тома Винковиќ? Баш од знаеме се беше спремно. Имаше една гарда лево, една гарда десно и само со пропусница можеш да се помине. Али знаеме и беме спремни, знаеме што да очекуваме, затоа и малку на почетокот додека да се средиме ситуација, да процениме како е што е, после тоа веќе се си одеше како што треба. Прва ли е награда? Прва награда, да, што јас сум добил од кога сум член тука во театарот и прв фестивал што сум учествувал до сега. Прва награда што искрено многу ми значи. Мотив повеќе за да се работе, али друго е, мислам, ситуацијата е таа што кога имаш добар колектив, лесно е како индивидуалец да се изфрлиш на површина и да испадне индивидуалецот, еден од екипата да се изфрле како, да речеме, најдобар. И многу ми значи, пак ќе кажам, затоа што сепак со ваа тројка што сме до сега, сме имале многу представи, знаеме како се работуваме и искрено се надевам дека и натаму уште повеќе ќе имаме уште поуспешни проекти. Знаеш дека ако киксниш, ако заборавиш текст, тука се вие двајцата да те извадат. Ма не се ни плашам, некогаш дури и намерно заборавам за да видам што ќе направат. Али цело време, што и да се случи, значи на сцена, буквално еден со друг сите си го чуваме грбот. Не се кладе на енглези, колку си задоволен од оваа представа? Искрено, представата не ја познавав каква е сижето, не го знаев на целата представа, само како наслов знаев од МНТ и знам дека од 2015 се уште игра представата и многу тешко се допира до билет. Така да беше предизвик, затоа што не знаеме како нича доловиме таа представа, како ќе ја донесиме на сцена. Кажи искрено, Презадоволен. Димо како ќе го направи сценарието, а не... Да. Искрено презадоволен. Проектот е стварно за мене е успешен, затоа што барем ден унапред веќе билети нема. Барем ден пред представа нема веќе билети. И со мерките, и со протоколите, интересот, реакциите на публиката, стварно сме презадоволни. Од режисерот како си задоволен? Па со самото тоа што од 2007 наваки нема представа кај што ја не глумам у негова представа, мислам дека доволно кажува. Да не биде сомнително лице на крај? Не. Си имаме поверење за така, наши сме. Добро. Како беше ни еден русин режисер Не знам. во жаргонскиот Калашников, нешто во она Расколников, Калашников, не е ни битно. Диме Коцевски си ја зе наградата од Кочани за најдобар режисер за театарската представа Не се клади на енглези или енглези. Ама енглези треба да, ама ние енглези си го викаме, затоа што така ја кавдаречкиот дијалект, акцентот, така го
го ставаме, иначе Аби Енглези баба ми треба. 80 години, а викаме Јасмина, ама оно било Јасмина. Не бе, не знаат другите типа. Што разбират Јасмина? Јасмина си е жената. Бог си ја просто. Диме Или си е жива е. Диме. Господ си е просто. Имаше ли конкуренција на фестивалот? Имаше, да. Имаше солидна конкуренција. Тоа е фестивал кој што оваа година славеше само у Кочани 45 години. И претходно во неколку градови е бил се селел, така да е далеко со најголема традиција фестивал и не само кај нас во Македонија, туку и малце пошироко. Збориме за аматерски овој фестивал, за аматерски смотри. А особено па Кавадаречкиот театар има голема традиција да зима награди таму. Едно време се прекина таа соработка помеѓу театарот у Кавадарци и ДАФ Кочани. Не знам што се случи, валјда некои промени таму ли, тука ли, кај нас ли. И пак се обнови некаде 2013 година, да, 2013 со Хамлет од Долно Бошава отидоме после долго време пак. Тогаш јас на негово место бев зедов за најдобра машка улога и од тогаш два пати еве ние ова. Така да ми е мило што пак се враќаме на ДАФ Кочани, мило ми е што обстоја овој фестивалот и во ова време, не време. Да, читав една твоја објава на Да, еден социјалните мој мрежи. Тато во си знак на имаше, да, благодарност. во благодарност Дарко Спасов, генерал, мислам, уметничкиот директор на фестивалот и сите тие околу него направија сепак чудо од тоа малку средства што беа дадени. Затоа што ми се чине дека Министерството за култура, не ми се чине, туку сигурен сум, дека Министерството за култура не пушти пари нит лани, нито оваа година за фестивалот, така да кога без многу средства правиш пак нешто да изгледа пристојно и со сите нишани, тогаш секоја чест за организаторот. Иначе презадоволни. Не би знаел што друго да кажам од тоа што го кажа и Прва режисерска награда? Да, прва Сиевте. Види, како да кажам, не е некоја тајна дека ваа екипа тука е толку многу уходована што сега можеби ќе звучи малце арогантно, ама како да знаев дека ај за друго не, ама за дека за најдобра представа ќе освоиме, некако знаев. Затоа што стварно тројцата даваме толку многу енергија на сцената, толку многу оставаме дел од себе на таа сцена, што успехот беше неминовен. Тоа го препознаа стручното жири таму, го препозна. И Кочанчани. И Кочанчани, да. Ми се јавува Дарко на пола саат пред представи, ми вика, брат ми вика, ние само вика 30-40 лучиња ставиме, вика, а има околу 170-80 луѓе, вика, надвор. Вика, бија живи и здрави се, тоа е. Поставија два паравани од постраните као да се направи као некоја сија ареничка некоја, нели, за седење, ама интересот огромен, ги тргнаа параваните така да се буквално покаделешки публика се распиштоли од тие до ние крај. Така да, презадоволни, стварно презадоволни од публиката. Кочанчани, види, 45 години да се одржува у еден град таков фестивал, мислам тоа дека е добар знак дека имаме работа со добро подкована театарска публика. Сега вака, ќе те цитирам тебе, како да си знаел дека ќе освоите награда. Да. Познавајќи оваа тројка. Исправно. А јас познавајќи оваа тројка, еве сега нешто директорката спомна Требиње, Да. таму некој фестивал. Познавајќи оваа тројка, ви можете дури на српско-хрватски одма на лицо с места. Не е проблем. Види, Да, изведите и сакам да те прашам, тоа е има ли шанси и таму некоја награда да лапнеме? Тоа по автоматизам оде тоа. По автоматизам победникот на Кочани, односно Гран Прито, оде по автоматизам на фестивалот у Требиње. Тој е веќе фестивал кој што е можеби најмоćниот и најдобриот фестивал на Балканот. Зборам за аматерски
фестивали се разбира, затоа што не постое глумец, јас би рекол, од бившите југословенски простори, кој нешто значал и на сцена и на филм, а да не бил присутен таму како актер, како член на жири, како обичен гледач, како публика. Така да самото тоа ни дава еден поттик повеќе да средиме работата и негден, кажа, средина на јули или крај на јули, да смогнеме сили, да изодиме таму, а истото чувство што го имам за укочени, го имам и за ваму. Сега ќе ти кажам, че се соочите еден проблем, мала шега. Слушам дека Видан имал страф од инекции, vaccination. Што Видан? Ама он даскал е, мора да ќе го сакат, не ќе го жигосат секо. Ќе го жегнат. Нема бегање, значи. Нема бегање. На редата, иначе чисто информативно. Ето, поминат бил. Добро, вие од таа гледна точка нема такви проблеми, така да... Не бе, оне Джо Бикче јак, што зошто му е него вакцина. Вакцина, да. По фамилијарна линија. Мајка му е докторка, сопругата му е докторка, зошто му е вакцина? Кај бега? Сете издупен. Сете нареден. Сете издупен. Дима Боцев, искрен ќе бидам, не беше во план, меѓутоа кога е веќе тука човекот, зошто не го искористиме тројката да не ве делам. Греота. Оне Сабија не деле нас бе типа. Дима Боцев ќе го прашам, представата Не се кладеме енглези, покрај што зе награда за најдобра машка улога и за најдобар режисер, го доби гран прито на фестивалот. Да. Јел тако, режисер? Пријателju. Тако е, тако е. Така е. Оди него му викаш, а мене ме прашуваш, ме сет ме побрка с тоа. Мораш да потврдиш, значи, сега. Да, го доби исто и тоа признание Гран При и врз основа на тоа признание одиме у Требиње да их рушимо. Да. Кратко и јасно. Биемо се и тоа е тоа, нема шта. Таму дури и планираме да земе и главна женска улога, ако немаме женско у екипата. До таму сме спремни. Преголема. Не, А може да викнете женско да чита молитвата, нешто на вида не може да стие молитвите. Не, молитвата не го даме, не. Тајно решение имаме, значи на крајот имаме, да, на крајот имаме. Потица и мислам дека и че ги собере си да нагаде, да. Знам ја кога ќе се појави, кога ќе тебе доктор да го викне она сестрата од брзата помош. тука си. О, си Мичо, добар си. Ким си такав си? Тако е, брате. Диме, му љубомореше на вие 20 они зеа награди и не? Многу. Сакам да ги окапам очите, али не можем. Шо да правам? Многу сме близки. Јас ти викам 3 дена крием од него. Ја па 5 од мене. Он 5 од него, оти кај му кажаме 3 дни на поречки не гледа и се тоа е. Нема, помина, а пешо тоа. Частеа ли само да прашам? И како не, како ни имаше гозба, си поседиме, си испоштуваме. Кога бе? Не знам. Оти ја не знам. Ќе се издржиме. Се издржиме. Си имаме така собиранка со незе. Да, го чули. Ние се частиме скоро секој ден. Човек он Фактура. Да, стигне фактура за чумо. Значи топ и одиме напред со представата у Требиње, па да видиме што ќе испада. Е, сега вака, јас слушав пред Требиње нешто Радовиш, Ниготно. Да, так се лав. Директорката, како што спомна, прво во Неготино кај браќата малце да видат они што да ги насмеите, да ги насмееме, пошто не чекат со отворени раци максимално, а после одиме у Радовиш кај нашите побратими со кои што има коалиција нашиот театар. Да, имаме подпишано овој меморандум за соработка. Да. Али прво Неготино си. Неготино прво, да. Неготино за жал имаше прекрасен театар, имаше многу убава екипа, ама зборам за години назад. Некако не успеа да го вратат пак назад. Не се најди човек од мајка роден, ника што би рекле, разбираш, да повтене работи и да го врате театарот. А иначе Неготинскиот театар беше доста квалитетен, исто аматерски, и од него испаднаа многу професионални глумци. Така да ми е криво што Неготино нема театар, ама па вака што вика Боцев, одиме ни да му малце да му духот да му го освежиме. Ја уште само би сакал да морам да го спомнам ова, значи представата не би била таква ако
прво, нели, ако не се Боцев и Видан такви какви што се, значи со голем елан и ентузијазам влегуваме овие проект, особено за тоа што беме гладни за штици, за театар, за тоа што нели после долго време од пандемијата немаме одиграна представа. И ова, искрено да ви кажам, беше трет текст. Значи, прво почнаваме со еден текст, па со втор текст, па со трет текст, затоа што не ги исполнуваме условите. Првиот текст беше со повеќе луѓе, вториот текст исто така, и на крајот успеаваме да го најдеме текстот за Не се клади на енглези. Значи, таа кохезија, тоа познавање на сцена, буквално знаеме кој како диши, нели, на сцена, тоа помогна премногу да биде таква представа како што беше. Морам да ги спомнам тука Димко Темков, кој што беше секој ден од кога почнаа, нели, оние последните проби подготовки за премиерта, за сценографијата. Ние сегаш знаеме од ништо да направиме нешто, зборам за сценографијата нормално. Би го спомнал тука исто и Пепи Ангелов, кој што беше на музиката на светлото, изборот на музиката исто заеднички го направиме. Златното момче, Сале Орешков. Најзлатното момче, него сакав да го оставам за крај, али Арно ме подсети. Пошто го резумиме, па да зафркнеме работа. Сашто Орешков не беше суфлер. Дечкото е талентиран за глума и здравје Боже, он беше у мојата претходна представа откол накол го играеше Боби. И сега у следната представа здравје Боже има една преубава улога за него. И он беше буквално секој ден со нас, рамо до рамо со нас. Кој друг да не го испуштиме некој, значи Благица, Методо, директорката и на крајот директорката Јулијана Ториманџова, која што нели несебично ни даде одврзани раци да правиме театар буквално, без поставување на услови, дека мора тогаш да се даде, дека треба така да биде и тие така натаму работи. И ми е многу мило што имаме еден ваков колектив кој што нели знае да си помага кога е најпотребно. Ние тоа го имаме. Јас не се плашам за следните проекти, кога Боцев и Видан се со мене, со уште два тројца блиски соработници кои што исто така се скоро секогаш дел од моите проекти, така да иднината за наредните барем 5-6 представи е, би рекло, веќе позната и следуваат само, како што кажа ти, како што испомна на Микица, следуваат само поместување на границите. Значи, тоа ни е целата, значи да ги тие граници да ги качуваме што повисоко и повисоко. Јас ќе кажам сега со кладилничарски јазик едно нешто. И уште една работа само. Значи, морам ова да го спомнам. Може би е конечно време целава работа што се исподеси да препознае и општината, односно советот на општината, и да се обезбедат средства конечно за аматерите, актери кои што идат тука, кои што само ни знаеме како се справуваме со нив, а за жал без нив не бива театарот. Ако тие еден ден решат преку глава ни од се, ја и Боцев и Малинков и Микица сме, тие сме четворица и тоа е тоа. Така да нашиот театар од сегаш главната сила базирала од аматерите, односно од луѓето од страна, и ја мислам дека конечно треба на советот да се отиде еден чекор понапред и да се обезбедат средства за аматерите, за гостување и така натаму. Тоа не се некои големи средства, ама треба се поработи на тоа. Така да во е апел до сите советници во Советот на општина Кавалец и до градоначалникот да се превземат некои мерки за тоа што пандан, мислам, фудбалскиот клуб Тиквеш го прослави Кавадарци со влегувањето у прва лига, меѓутоа
Кавадаречкиот театар исто годишно барем 10 пати го прославува Кавадарци на оваков или на онаков начин. Најчесто позитивно, нормално, ама и за тоа буквално молба е и барање да се направи нешто околу таа работа за да имаме малце по кога вака без ништо туку речи што се вика, го правиме воа, може да замислиш кога би имале средства, да ја мислам дека многу лесно се прави тоа, значи ја пак ќе кажам, не бараме преку левот погача. Тоа се минимални средства кои што треба да се обезбедат и мора да се обезбедат за опстанок на овој театар и за одење на понапред. Значи да не тапкаме у место, туку буквално, како што кажа ти, се погори и погори да ги поставуваме границите. Ја имам уште две прашања, можеби не се прашања. Ваа тројка, кладилничарски кажано, фиксна тројка. Фиксна тројка. Сега доре условите, ќе ги бараме. Да, 2 од 3, 3 од 5, да. 2 од 3, 2 од 3, 2 од 3. За крај имаме на совет. Ајде. Ќе му кажете на Димко Темков. Добро. У никој случај дресови на Тиквеш и на Локомотива градско не готна. Арновикш, да ти таму... Да не правиме ексцесни ситуации. Ќе направат бела. Имам еден пријател, плете кокошија мрежа и може да залепиме напред ако фрлат неготинци. Нека гледаме у Тексас, у еден кантри локал, разбираш. Свире овој. Шибачки тони се свират и има мрежа од кокошка напред и отивијат со опијат, нели си фрлат писки шишиња, да. Вие си шива си, нема гајле. Бенот е безбеден. Сега че летне некоја срча, ама не е опасно. Да сте ми здрави, живи сите тројца, вие мора да го ослободиме, го чекат превозот. Че бега. Кој го чека превозот? Го чека Прослави превозот. сум ударен сега, нели... Чуеш градско ли? О, за тоа... Вие да сте ми здрави и За живи тоа он си избрикал, се пострижа за личен човек, бе. Не за емисијата. и на кавдарчани само насмеани фаци да им ставате. Фала уште еднаш за секогаш поддршката што ни ја давате и за време на представите, односно и за време на подготовката на представите, и за време на представите и после неа. Знам дека со еден збор сегаш би дошле да направиме вака еден лав муабет, затоа што убаво е овој кавадаречката јавност да знае што сме направиле и да знае, и во што го кажа, да ги знае и нашите скромни барања кои што јас пак ќе спомнам дека мора да се направат за да одиме нели појако и појако и појако. Се гледаме, здраве Боже, onda се слушаме после Требиње. Наследното после Требиње. сценарија. Да, после Требиње, кога ќе ги собериме од таму наградите. Добро. Не се клади на енглези, ги собра сите награди на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Главна машка, режисер и гран при за представа. Да имаше женско представата и главна женска четеме, ама за жал немат. И плюс ја дават вака со косичка од ја мај. Можете на Дима да ма дајте. Боцев. Море. Ама он не е, ја поодговарам. По куса е коста. Вака ќе земете перика, бе. Микица Илова со авантурите на принцезата Лили исто ја освои наградата за најдобра детска представа и што друго да му посакаме на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе. Од устата на Коцевски во Божи уши и во ушите на советниците, тоа што го побара, и јас ке само ке кажам, ако сакате да гледате насмејани кавадарчани, фиксна тројка тука околу мене.